Никој од наставниците во основното училиште Владо Тасевски не работи со 11-годишниот Богдан кој има попречен говор. Ке му фрлат една топка како на куче и не му обрнуваат внимание. Постојано ми вршат притисок да го носам во друго училиште. Вака ја започнува својата приказна самохраниот родител Ангел Здравков. Тврди дека на неговиот син не му е возможено да учи како на другите деца. Безброј пати тоа што се случува и денеска ми се случи да ме се јави педагогот, пошто ја работам, морам да живеам, да екзистирам од негде, да дојдеш да си го земеш твојот дивљак. Бев навреден со разни вулгарности, што те ја знам. Иако Законот за образование дозволува целосна вклученост на децата со попреченост во редовните училишта, раководството на ова школо смета дека на малиот Богдан местото не му е таму. Ова го револтира неговиот родител кој се чувствува безпомошно и ги повикува надлежните да не останат глуви на неговите барања. Значи, под многу стручњаци, поголеми доктори, кажано му е, детето е добро и сите други деца да учат во нормални училишта, кај што ќе се уладуваат и ќе напреднат во сите нивни функции. Затоа ги повикам още еднаш Мила Царовска, повикам Шекпанска, да дојдат и да кажат дали ова дете има право да учи или нема право да учи. Значи, ако не преземат институциите, значи ја решен сум да земам правда во своји раци. Од училиштето велат дека во текот на овие 2 години од општината биле испратени 6 асистенти кои за 1 до 2 недели се откажувале од работата оти за детето била потребна посебна грижа, а нивните напори не вродиле со успех. Правиме тимски максимални напори да стекне навики, умења и вештини, но без успех во практикување на истите од страна на детето. Вклучени се педагог, дефектолог, психолог и општина Карпош, за да се помогне на детето да ги стекне основните животни навики, но без успех. Директорката вели дека побарале од надлежните институции да го категоризираат детето, односно да го запишат во школо за деца со попреченост. Но она што го загрижува овој родител е зошто кога има закон за инклузија на децата со попреченост, образовните институции не создадат услови истото да се реализира.